Јас сум Катерина Нацева, а вие го следите централниот дневник на К1 телевизија. Еве што го одбележа денешниот ден. Објавен конкурс за пилоти во армијата на Република Македонија. Директорот на гимназијата Кочо Рацин Сашко Андреевски си поднесе оставка од позицијата. Превентивна акција за едукација на граѓаните за заштита на домот во време на годишен одмор. Во акцијата Лотос на Министерството за внатрешни работи беа уапсени 24 лица. За двајца од нив основното јавно обвинителство одреди мерка притвор во трајање од 30 дена, а други двајца осомничени беа со изречена казна. Акцијата Лотос е во рамки на истражувањето мрежа за сузбивање криминални групи. Министерството за внатрешни работи ја спроведе акцијата Лотос за сузбивање криминална група, во која беа уапсени 24 лица. Акцијата е во рамки на истражувањето мрежа, во која се спроведуваат оперативни истражувачки активности кои траат во континуитет, а се спроведуваат во рамки на проектот за оперативно истражување и развивање на информации и сознанија, информира министерот за внатрешни работи Митко Чавков. Првоосомничениот во акцијата Лотос е од Велес, за кој се смета дека е организатор. Се работи практично за дилерски мрежи кои работат на национално и на регионално ниво. Секако дека нашиот таргет, односно првоосомничениот и понатаму е предмет на наше истражување, односно истражување во правец на тоа од каде тој ја добил дрогата. МВР настојува на спојување на меѓународниот и националниот контекст, како и на регионално и локално дилерство. Чавков потенцира дека Министерството делува со сите средства на механизми во однос на справување со недозволената продажба на дрога. Во вчерашната акција Лотос беа уапсени 4 лица од Велес, за кои основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција донесе наредба за спроведување на истражна постапка за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори од член 215 став 3 во врска со став 1 од Кривичниот законник. На двајца од осомничените им е определен притвор во време трајање од 30 дена. Другите двајца осомничени веќе беа со изречена казна. Истрагата продолжува во насока на разоткривање на случајот и прибирање на доказите во предметот. $160,000 говеда или речиси 60% од вкупниот број грла досега се вакцинирани против болеста јазлеста кожа. За сега овој процес се одвива без проблеми и потешкоти, а треба да заврши до крајот на овој месец. Против јазлеста кожа досега се вакцинирани околу 160,000 говеда или речиси 60% од вкупниот број грла, 250,000, изјави директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски. Според него, процесот се одвива успешно и без никакви проблеми на теренот, а треба да заврши до крајот на месецов. Тој истакна дека болеста стагнира, односно се стопира со вакцинацијата. До крајот на овој месец треба да се изврши целосна вакцинација на сите грла на добиток, додаде Поповски. Тој вели дека некои од сточарите не ги давале своите животни да бидат вакцинирани, па затоа болеста се проширила речиси кај сите. Со тоа, вели тој, направена е голема штета. Поповски потенцира дека досега одземени и нештетно одстранети се околу 2100 говеда. Оваа бројка додаде може да биде поголема иако болеста стагнира, токму поради низиното ненавремено пријавување. Повеќе од 300 питомци од 13 земји и 3 континенти го завршија 10-дневниот летен кампус на Криволак. Целта е питомците кои што учествуваат да бидат обучени за дејство во постконфликтни подрачја, како и во споставување на мир и соработка со цивилното население. Заврши 10-дневниот летен кампус на околу 300 питомци од 13 земји од 3 континенти на Криволак. Питомци од повеќе воени академии на полигонот Криволак презентираа воена вежба. Преку замислено сценарио, вклученост на меѓународните сили за поддршка на мирот во медијацијата меѓу две завојувани страни,
справување со урбан тероризам, го презентираа тоа што го научиле. Имаа 10 дена обука, тренинзи, вежби и запознавање со различните култури. Има и представници, односно студенти од нашите универзитети, кои што на некој начин нивната програма е прилагодена према условите кои што ги бара летниот кампус. Навистина е чест денеска да се биде во еден ваков настан, да се видат 13 различни земји, 13 различни култури, нации. За совладување на пречките во текот на обуката, голем придонес имаа инструкторите. Оно што можам со гордост денеска да кажеме дека имаме навистина најмасовен кампус. Дури имаме проблеми со сместувачките капацитети, пошто они се ограничени. 296 представници од 13 земји, кои гордо рамо до рамо застана со нас и докаже и покажа дека Република Македонија е лидер во градењето на интероперативните капацитети на НАТО. Идните старешини по 7 пат преку вежби и симулација го покажале она што го знаат. Ова е гордост и задоволство за првиот човек на Војната академија генерал Михајло Апостолски. Основната цел е да нашите питомци и питомците од државите кои што партиципираат речиси секоја година во летниот кампус ги обучиме за дејства во постконфликтни подрачја, за воспоставување на мирот и воспоставување на соработката со цивилното население во таквите региони. Полигонот на Криволак е еден од најдобрите во Европа. Истиот има одлични услови за ваков вид на обука. Министерството за одбрана на Република Македонија денеска го објави новиот конкурс за идни пилоти во армијата на Република Македонија. Нов конкурс за идни воени пилоти во армијата на Република Македонија објави денеска Министерството за одбрана. Право на аплицирање имаат 7 млади лица до 27 годишна возраст, кои ги исполнуваат општите и посебните критериуми и кои имаат силна мотивираност да бидат дел од воздухопловните сили на армијата на Република Македонија. Идните потенцијални пилоти ќе имаат можност да се обучуваат во Центарот за обука на пилоти од високо квалификувани професионалци од Израел и Македонија, соопштуваат од Министерството. Сите подетални информации во однос на конкурсот може да се најдат на веб страната на Министерството за одбрана и на веб порталот на Војната академија генерал Михајло Апостолски. Сашко Андреевски поднесе оставка од својата функција директор на гимназијата Кочо Рацин во Велес. Смислената конструкција од страна на СДСМ, чии членови смислено и неуморно 2 месеца работеле на тоа, екскурзијата за учениците од 3-та година да ја добие агенција која не победила на тендерот за изведување на екскурзии, е една од причините за неговата оставка, стои во соопштението испратено до медиумите. Деталите ги има колешката Елица Радевска. Сашко Андреевски, директорот на гимназијата Кочо Рацин, поднесе оставка од својата функција. За вд директор на гимназијата е назначен професорот по физичко воспитување Славчо Давидков. Во својата оставка Андреевски, која поднел до градоначалникот Славчо Чадиев, се вели дека причината за истата е тоа што во период од 8 месеци бил под силен притисок со поднесени представки и кривични пријави, поднесени анонимно и од партијата СДСМ. Во својот допис до медиумите Андреевски наведе дека една од причините е и осмислената конструкција од страна на СДСМ, чии членови смислено и неуморно 2 месеци работеле на тоа екскурзијата за ученици од 3-та година да ја добија агенцијата која не победила на тендерот за изведување на екскурзии. Дори се одело и дотаму екскурзијата воопшто да не се одржи, па и на штета на нивните деца, се со цел да биде оцрната гимназијата, општината и градоначалникот, стои во дописот. За сега веќе поранешен директор на гимназијата Андреевски се врзува и случајот кога ученичка од гимназијата напишала Facebook статус со кој искажала свој став, па беше казната, а подоцна казната беше повлечена. Во својот мандат Андреевски допринесе повеќе од 100 ученици и поголем број наставници да посетат тренинзи, обуки и размени во странство преку програмата Erasmus+, со што гимназијата стана лидер на тоа поле во македонскиот образовен систем. Воедно во соработка со хемиското училиште, со кое ја дели училишната зграда, ја обнови фасадата на истото, постави нов котел за грејење, ги обнови санитарните чворови, а воедно комплетно го промени и подот во училниците.
Одделението за превенција при полициската станица Кавадарци денеска реализираше превентивна акција за едукација на граѓаните како да го заштитат својот дом во време кога се на годишен одмор. Во акцијата беа поделени едукативни флаери и рекламен материјал на градскиот зелен пазар во Кавадарци. Денес полициската станица од општа надлежност Кавадарци одделение за превенција реализираше превентивна акција за едукација на граѓаните како да го заштитат својот дом и својот имот во време кога се на годишен одмор или се подолго време отсутни од дома. Во акцијата беа поделени едукативни флаери и рекламен материјал со соодветна содржина во врска со темата за граѓаните на градскиот зелен пазар. Од одсекот за превенција препорачуваат граѓаните на социјалните мрежи да не се означуваат и да не откриваат дека се во странство, да не ставаат веднаш фотографии од местото каде престојуваат и со тоа да им ја олеснат работата на потенцијалните криминалци. Одсекот за превенција и во иднина ќе продолжи со превентивните активности, пред се заради подобрување на состојбата со криминалитетот и јавниот ред и мир на подрачјето, како и заради зголемување на сигурноста на граѓаните. Културно-уметничкото друштво Македонски бисери од Австралија по настапите во неколку градови во Македонија вчера одржа целовечерен концерт и за кавадаречките љубители на фолклорот, народната музика и традицијата. Концертот се одржа на градскиот плоштад, а колешката Мартина го проследи овој настан. Вчера на градскиот плоштад во Кавадарци се одржа целовечерен концерт на културно-уметничкото друштво Македонски бисери од Волонгонг, Австралија. Кавадарци и кавадарчани доцна попладне живееа во духот на народната музика, фолклорот, традицијата и обичаите. Се вртеа ора и се пееа песни со што се афирмираше културното достоинство на македонскиот народ од Австралија. Фолклорниот колорит на друштвото Македонски бисери ја воодушеви присутната публика, а истовремено создаде амбиент во кој растреперија срцата и сите човекови сетила. Ние сме многу благодарни вака што не поканивте да дојдеме тука да се дружиме, да се запознаеме, вака да децава да се научат како е во Македонија и да видите од вистина ние сакаме да ја продолжуваме културата, да учат македонски јазик. Мајка Македонија е, нема пубава, за нас нема пубава. За мене посебно што почесто пати сум доваѓам овдека. Природата е убава, културата е убава, историјата е убава, религијата е убава, што може повеќе од тоа да кажем? Ваквото суптилно преплетување на културните вредности, освен кавадарчани, го почувствуваа и граѓаните на Крушево, Охрид, Струмица, Велес и Скопје. Концертот на овој фолклорен ансамбл беше во рамките на големата турнеја низ Македонија, која е во организација на Агенцијата за иселеништво на Македонија во соработка со општините и културните центри од градовите во кои се одржуваа фолклорните настапи. Агенцијата за иселеништво, помеѓу другите надлежности, има надлежност и да се грижи за културниот развој на иселениците од Македонија. Така да во таа насока имаме повеќе проекти во текот на летниот период. Еден од тие проекти е организирање на турнеја на културно-уметнички друштва и во овој случај е турнејата на културно-уметничко друштво на Македонски бисери од Волонгонг, Австралија. Оваа турнеја започна во Крушево, а ќе заврши денес во Кавадарци и Неготино. Инаку културно-уметничкото друштво Македонски бисери е формирано во 2014 година и до денес има околу 160 играорци. Заслужни за успесите на ова друштво се кореографите Горан Трпчевски и Наташа Милевска. Целта на ова културно организирано друштво е да ги негува, зачува и пренесе македонската традиција, културата, јазикот и обичаите на идните генерации. Агенцијата за иселеништво во рамки на помагање на културниот развој на иселениците од Македонија ги промовира активностите на иселениците преку кои го чуваат и негуваат македонскиот идентитет во земјите каде живеат и работат. Представниците на партиите подписници на Пражинскиот договор и амбасадорите на Европската Унија и САД по вчерашната средба информираа дека иако договор не е постигнат, работите се придвижуваат кон подобро. Според христијанскиот календар денеска се чествува соборот на 12 апостоли, Павлов ден. Ова се вестите од Македонија.
Представници на партиите, подписници на Пржинскиот договор и амбасадорите на Европската унија и на САД по вчерашната средба информираа дека иако договор не е постигнат, работите се придвижуваат кон подобро. Во својот изјава амбасадорот Бейли потенцираше дека средбата била конструктивна. Истата продолжува и денес, а тој лично е оптимист за успехот. Теми на меѓупартиските разговори во оваа фаза се прашањата околу процесот на прочистување на избирачкиот список и реформите во медиумите. На средбата учествуваа Никола Тодоров од ВМРО ДПМН, Радмила Шекеринска од СДСМ, Артан Груби од ДУИ, Имер Алиу од ДПА и амбасадорите Иво Ораф и Джез Бейли. Според христијанскиот календар денеска се чествува собирот на 12-те апостоли Павловден. Иако вчерашниот ден е посветен на двајцата славни господови апостоли, сепак се вика Петровден, а денешниот ден е одреден да се слави споменот на светиот апостол Павле или Павловден. Но овој ден имен ден слава тие што го носат името Павле, Пајо, Павлина и слично. Дополнителни 439 милиони долари хуманитарна помош за бегалците и другите погодени од војната во Сирија ќе обезбеди владата на председателот Барак Обама. Хилари Клинтон со предност пред Доналд Трамп. Ова е свето денес. Хилари Клинтон, кандидатката на Демократската партија за председател на Соединетите Американски држави, го зголемува водството над нејзиниот републикански ривал Доналд Трамп на 13% поени. Ова го покажуваат резултатите од анкета на Ipsos Reuters. Кон крајот на минатата недела, Клинтон имаше предност од 10 поени во однос на Трамп. Во најновата анкета од 8 до 12 јули се вели дека 46% анкетирани се изјасниле дека веројатно ќе ја поддржат Клинтон, 33% за Трамп, додека 21% анкетирани не поддржуваат ниту еден кандидат. Дополнителни 439 милиони долари хуманитарна помош за бегалците и другите погодени во војната во Сирија ќе обезбеди владата на председателот Барак Обама. Со дополнителната сума, хуманитарната помош од САД за Сирија ќе достигне 5,6 милиарди долари од почетокот на кризата. Предвидено е со парите да се финансираат програми на Обединетите нации и други невладини организации во најмалку 6 држави – Сирија, Либан, Јордан, Турција, Ирак и Египет. За Сирија ќе бидат доделени 231 милион долари, 84 милиони за Либан, 65 за Јордан, 36 за Турција, 16 милиони за Ирак, 5 милиони за Египет и 2 милиони долари за програми во целиот регион. Досегашната министерка за внатрешни работи Тереза Меј денеска ќе ја преземе премиерската функција од Дејвид Камерон. Ова следи по референдумот од минатиот месец кога британците го поддржаа излегувањето на земјата од Европската унија. Денеска во парламентот Камерон за последен пат ќе одговара на прашањата од пратениците, а потоа својата оставка ќе ја предаде на кралицата Елизабета II во Бакингемската палата. Според правилата, кралицата ќе ја повика Тереза Меј да формира влада, а подоцна Меј треба да се обрати пред нацијата. Денеска имавме претежно сончево и умерено време со високи температури до 39 степен. Такво време не очекува и во текот на утрешниот ден. Овде завршуваме со централното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието, а вие понатаму останете со програмата на регионалната К1 телевизија. Пријатно!